До овој момент агенцијата има склучено договори за кофинансирање во вредност од околу 7 милиони евра. Средствата на располагање кои што се за овој јавен повик се заклучено планот, финансискиот план до 2011 година, значи 2007-2011, со тоа што за 2007 и 2008 година средствата се скоро искористени, односно се склучени договори по однос на тие средства. Исплатата тече тековно во зависност од поднесените барања за исплата и од зависност со реализацијата на самите инвестиции од страна на корисниците. Начинот на кофинансирање останува ист. Самите корисници од кои ќе склучат договор со агенцијата, почнуваат со реализација на инвестицијата, потоа поднесуваат барање за исплата и по извршените административни и контроли на лице место агенцијата ќе изврши повратот на финансиската поддршка во висина од 50% од прифатливите трошоци на самата инвестиција. Во Стопанската комора на Македонија заедно со институциите работиме на зголемување не само на тоа информирање, туку и конкретна помош. Минатата недела беше веќе одржана една обука конкретно за проекти кои треба да ги изработат компаниите во рамки на ИПАРТ програмата и конкретно им беше посочено на компаниите како и во кој дел на апликациите треба да ги пополнат тие формулари и како да ги обезбедат документите неопходни нели за комплетирање на таа апликација. Во разговор со компаниите, она што го констатиравме како Стопанска комора на Македонија беше дека делот за кофинансирање кој компаниите мора да го обезбедат, дури кога ќе ги добијат средствата во рамки на било кој од европските програми, во конкретниот случај на ИПАРТ, конкретен проблем представуваше обезбедувањето на тие кофинансии. Заради тоа, уште еднаш ка повторувам дека Стопанската комора значи инсистира и ќе стои на своето барање за формирање на национален гарантен фонд, кој пред се ќе треба да им помогне на компаниите во делот на обезбедување на тие кофинансирачки средства. Односно, во почетокот да биде наменето исклучиво за компании кои аплицираат на сите европски фондови, вклучувајќи ја и ИПАРТ програмата.